Кај нас последниве години, како се зголемуваат субвенциите, кои што владата вели дека достигнаат 350 милиони евра изминативе неколку 3 години, исто така се зголемува и увозот на храна, кој што достигна над 600 милиони евра, а за сметка на тоа се намалуваат површините кои што ги обработуваме и има пад во речиси сите земјоделски гранки. Токму затоа се сомневаме дека субвенциите доаѓаат до вистинските производители и дека се злоупотребуваат, особено што ниту еден земјоделец или агробизнисмен не може сам да злоупотреби субвенции, буџетски средства, доколку нема помош од некој од Министерството за земјоделство и владата и другите институции кои што се надлежни за контрола во доделување на субвенциите. Средствата не се ниту на министрот Димовски, не се ниту на министрот Ставревски, ниту на премиерот Груевски, тоа се средства од граѓаните на Република Македонија, кои што одаат за субвенционирање на земјоделието и согласно во тоа, во делот на делењето на тие средства, начинот на делење на тие средства, согласно уредбите кои што ги донесува Министерството и владата на Република Македонија, согласно законот за земјоделство, шумарство, за финансиска подршка на земјоделието и руралниот развој, сигурно дека согласно член 16 има обврска да се поднесува извештај за спроведување на програмите за финансиска подршка, вклучително и државната помош за постигнатите резултати. Се поставувате во улога како да имате двотретинско мнозинство, а не е така. И тоа не е добро. Не е добро за работата на собранието, не е добро за работата на оваа комисија. И повторно јас ќе напоменам, да, ние ќе гласаме оваа надзорна расправа. Меѓутоа, дајте бидете малце коректни во начинот на кој што предлагате одредени работи, дајте ние треба заеднички да работиме доколку ни е тоа во интерес на работата на самата комисија. Бидејќи вие однапред одите на смислено сценарио, да поднесете нешто надвор од сите можни форми на нормално поднесување, без пресходни консултации, на тој начин да не доведете до ситуација да не го гласаме. Не, почитувани колеги, ние ќе го гласаме ова. И ќе отидеме на таа надзорна расправа и ќе видиме со какви аргументи ќе излезете вие. Бидејќи во насловот, работниот наслов за одржување на надзорната пишува злоупотреба во доделување на земјоделските субвенции во прашална форма. Но очигледно дека само површно сте ја погледнали информацијата. Втора работа, имајќи го искуството од предходните две седници, кога барав точка на дневен ред за расправање за општата состојба во земјоделството, каде што баравте да се испочитува и деловникот на Комисијата за земјоделство, значи и во овој случај, иако тоа не го бараа 33 чекори за одржување на надзорна расправа, значи испочитуване и тој доставени ви се и информацијата и образложението 5 дена порано од закажаното. Понатаму продолжувам. Во врска со координациите, тие секако ќе следат од кога вие ќе се сложите. Така го кажавте, тоа ние треба да бидеме тука среќни и благодарни, затоа што вие ќе не удостоите да може ние да расправаме по надзорната расправа за злоупотреба на субвенциите. Бидејќи имаше предлог од позицијата да го смениме насловот на барањето за надзорна расправа, ние како пратеничка група, како опозиција, знаејќи ја важноста на ова прашање, знаејќи и огромните суми на пари кои што се трошат во делот на субвенциите, се согласуваме само за да се одржи надзорна расправа, од која што информација порано оваа комисија, позицијата не сакаше да се согласи, значи само за да се одржи надзорна расправа се согласуваме да се смени името. Иако причината основна за да ние побараме надзорна расправа беше токму тоа што знаеме дека има злоупотреби во делот на делењето на тие субвенции. Затоа предлагаме, значи, иницијативата за надзорна расправа да се вика надзор над распределбата на земјоделските субвенции. Се согласиме барем од оваа комисија да не правиме циркус како што се прави од другите комисии во интерес на земјоделците. Значи добро е што овој наш предлог да се смени насловот е прифатлив за вас и како таков сметам дека понатаму, што вика председателката, ќе почнеме почесто да се дружиме надвор од камерите за да не бидеме интересни само од смисла дека
се караме овде туку дека правиме нешто конструктивно и за граѓаните,